На 36-годишната Вале од Кратово, која од жртва на семејно насилство се претвори во двократен убиец. Затворскиот е заменец од домашен притвор. Таа останува во куќата на нејзините родители во Скопје. Одбраната очекува наредниот месец да започне и судската постапка, во која треба да докажат дека долги години била жртва на физичка тортура. Нејзиниот адвокат е оптимист дека ќе се смени правната квалификација од убиство во акт на самоодбрана и обвинетата ќе се брани од слобода. Сметам дека некаде во септември, ако заврши истрагата со ова темпо, би требало да истата да продолжи во судска постапка, односно да излеземе од вон судската, да идеме во судска постапка. Моментално куќниот притвор ни е некаде до средина на септември и по подигање на обвинението, ако бидне правната квалификација како што ние сметаме, можеме да бараме и негово укинување и обвинетата се брани од слобода. Стручните служби се уште работат со двете малолетни деца, кои по трагедијата се згрижени кај член на потесното семејство. Се прават напори семејството повторно да биде заедно, со што полесно ќе се надминат овие тешки моменти, како за децата, така и за самата мајка, објаснува адвокатот Георгиев. Тамо знам дека Центарот за социјални работи од Кратово интензивно и активно работи во подобрување на нивната психофизичка состојба, како преку социјалните работници, така и од страна на стручни лица од областа на психијатријата и психологијата. А ние активно работиме да ги споиме мајката со дечињата, бидејќи сметаме дека мајчината љубов е неприкосновена и безпрекорна и како и така и премногу потребна во овие моменти. Супружниците речиси 13 години биле во брак, а несогласувањата започнале пред 5 години. Жената неколку пати го пријавувала својот насилник, а во минатото на сега починатиот сопруг му била изречена и судска забрана во рок од 1 година. Убиството се случи во јуни во семејната куќа во Кратово. Жената, за да се спаси од сопругот кој ја тепал и давел, со кунски нож прво го прободе него, а потоа и свекорот.